Дезинформациите за COVID нагло ја погодија земјава исто како и пандемијата. Поради недоволно јасните и некохерентни информации од СЗО и затвореноста на Кина на почетокот на пандемијата, луѓето прво почнаа да се сомневаат дали воопшто вирусот постои. Потоа сметаа дека постои, но не е опасен, па дека не треба да се носат маски, па дека со PCR тестот се оштетува мембраната на мозокот или се спроведува контрола врз населението. Се ширеа штетни информации дека алкохолот го уништува вирусот, дека тоа е обична настинка, но и дека јадењето лук ќе ве спаси од инфекција. Сите овие тврдења ги демантираше Светската здравствена организација. Година и половина подоцна, дезинформациите не престануваат. Светот се вакцинира под силен притисок на антивакцинална кампања, која е штетна и не се базира на медицински докажани тврдења. Лажно се посочува дека во вакцините има чипови, дека тие ја менуваат човековата ДНК, предизвикуваат неплодност и голем број на други лаги, чија основна цел е да предизвикаат сомнеж во вакцината. Фондацијата Метаморфозис преку проектот Критинг во текот на целата пандемија ги следеше дезинформациите и ги разобличуваше, со цел на граѓаните да им понуди вистините и точни податоци, за да не потпаднат под смртоносната пропаганда. Употребувајќи нашата методологија, ние во Критинг едноставно тргнавме од основите, се потпиравме исклучиво на стручни, на експертски извори, иако не беше лесно. Моите колеги фактчекери мораат да проучуваат стручни медицински студии за да откријат што е вистина, што не е вистина. Потоа тврдењата дури на експертите мораат да се проверуваат повеќекратно. Ама на крајот мислам дека сега особено, година и пол од почетокот на пандемијата, многу работи се појасни и сега и нашата работа е појасна. Тоа не значи дека бројот на дезинформации се намалува. Тоа што е зачудувачки е што нивото на дезинформации за COVID е се уште големо. И имаме појава на репетиција на дезинформациите. Значи имаме ситуација каде што дезинформации кои се раскринкани, кои се деманкирани, нон-стоп се повторуваат, но исто онака како што оние кои шират дезинформации знаат да ги повторуваат лагите и ние исто така ја повторуваме вистината во надеж дека таа ќе стигне до што е можно повеќе луѓе. Во текот на пандемијата се соочувавме со многу видови на дезинформации кои што воглавно беа пласирани и од разни видови на медиуми, но и од пациентите. Како вработен во службата за брза помош, во рамки на прва борбена линија која што се среќава со COVID позитивни, но и суспектни пациенти, сме наидувале на многу дезинформации кои што имаат наштетено на сите граѓани кои што имале симптоми во тек на COVID кризата. Со ова сакам да кажам дека голем дел од пациентите кои што бараат брза помош ги прикриваат симптомите. Односно при јавување и барање на брза помош покажуваат дека има други симптоми, а во глобала кога се среќаваме ние докторите, односно екипите од брза помош со пациентите, наидуваме на друга фактичка состојба. Крија дека одредено време има температура и други симптоми како што се кашлица, малаксаност, исцрпеност и така натаму. Во исто време, додека се соочувавме со дезинформациите околу COVID пандемијата, се појави и трендот на интернет реклами за медицински препарати кои што користат манипулативен маркетинг. На интернет врие од реклами за препарати именувани како да се лекови и тоа со представени лажни доктори. Целата шема функционира така што се представуваат доктори како наводно да ги препорачуваат производите Диатеа, Простамид или Кето Диет чај, а всушност фотографиите им се украдени од интернет и во различни земји им се даваат различни имиња. Наеклатантен е примерот со рускиот адвокат Хенри Резник. Неговата фотографија во Македонија е лажно представена, како да е доктор Миодраг Атанасовски, раководител на одделението за васкуларна хирургија на Универзитетска клиника во Скопје.
Таков доктор не постои, но тешко е дека конзументите би можеле тоа да го препознаат на лесен начин. Така, во оваа реклама за Простамид, ќе прочитате дека доктор Јован Крстев е раководител на Македонската асоциација на уролози и дека неговата асоциација го препорачува овој производ. Арно ама, доктор Јован Крстев не постои и не е раководител на Македонската асоциација на уролози. Вистинскиот раководител во моментот на објавување на рекламата беше професор доктор Оливер Станков. Тој за вистиномер изјави: Го пријавив ова во полиција и нема некоја реакција. Името на Сдруженијето на уролози е злоупотребено. Не сум слушнал за овој препарат и не е точно дека сме го одобриле или дека го препорачуваме. Ова е криминал. Ниту еден од тие лекари во рекламата не постои. Нивните имиња се измислени. Простамид не е единствениот производ што ви го препорачува непостоечки доктор преку интернет реклами. Непостоечки лекар промовира и диатеа за шеќерна болест, кето диет чај за слабење дури 14 килограми за една недела. Овие реклами го преплавуваат интернет просторот и ги заведуваат граѓаните. Не се знае колку производите се делотворни, но се знае дека се рекламирани со заведување и неточни информации. И скапи се. Вообичаено лековите во аптеките се меѓу 2 и 10 евра, но овие препарати стигнуваат и до 60 и 70 евра. Што прави Министерството за внатрешни работи по ова прашање? По ваквите пријави и случаи постапува секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи, се разбира во соработка со надлежните инспекторати и јавното обвинителство. Таквите случаи треба да се пријавуваат меѓу другото нели и во Министерството за внатрешни работи и потоа се преземаат стандардните мерки наменети во вакви случаи. Значи се испитува кој ги пласира тие, од кои адреси, доколку станува збор, бидејќи во овие случаи главно станува збор за лица кои што тоа го прават од надвор од државата, се бара и меѓународна полициска соработка и сето тоа во координација со обвинителството со цел да се расчистат. Ја користам оваа прилика да апелирам до граѓаните да не наседнуваат на ваквите лажни реклами фактички, односно измами со кои што не само што ќе можат да им бидат одземени парите, туку можат да имаат нели сериозни здравствени проблеми доколку употребуваат вакви непроверени производи. Производите кои се рекламираат со лажни доктори се представуваат како лекови. Смее ли некаков препарат да се рекламира како замена за операција или масажа и тоа без медицинска препорака и преглед, туку само врз основа на маркетиншки флоскули и какви се случаите на кои работи Државниот здравствен и санитарен инспекторат? Рекламирање на препарати со име во наводници екстра лекови, односно препарати кои имат многу брзо и апсолутно позитивно делување, има многу често. Ингеренциите на ДСЗ се следните. Во таков случај, ДСЗ прави вонреден инспекцијски надзор во ПЗУ-то или ЈЗУ-то, односно во здравствената институција во која на рекламата е наведено дека постои одреден конкретен доктор кој го рекламира и дава гаранција за ефикасноста на одредениот производ. До сега сме имале случаи во кои по иницијатива конкретно на ваши колеги сме вршеле вонреден инспекцијски надзор за одредена крема со многу ефикасно дејство, ефикасно во наводници, каде што беше посочено дека ја рекламира доктор вработен во една еминентна приватна здравствена установа. При извршениот вонреден инспекцијски надзор, нашата констатација беше дека таков доктор воопшто не постои во таа институција, дури и самата здравствена институција имаше поведено постапка против тие што ја рекламираат кремата. Понатаму вонреден инспекцијски надзор извршивме и во правниот субјект кој ја увезува кремата, ги имаше потребните документи. Порака до граѓаните да се обраќаат и да проверуваат пред да уплатат и да купуваат препарати
врз основа на ваква интернет реклама. Затоа што поголем број од препаратите се или непроверени, или како што претходно кажав, увезувачите и дистрибутерите се оградуваат од нивната фамозна реклама. И потрошувачките права се разнишани, затоа што рекламирањето треба да биде често и базирано на вистини, а не на бајки со фантом ликови. Овие реклами содржат лажни интервјуа, бесмислици, информации дека државните органи го спонзорирале препаратот за да се употребува, па се до фотографии од познати руски адвокати, представени божам се лекари. Има и фотомонтирани коментари од наводно задоволни клиенти. Не е добро заради тоа што многу потрошувачи кои што се ги интересира што е тоа, особено ако имаат некоја порака дека лечат болести, разноразни перформанси и слично, и тие се ги отвараат и тогаш нарачуваат без да знаат дека тоа е фактички лажна реклама, односно измамна реклама, а измамниците се често далеко од дофатот на нашите органи надлежни за тоа, или имаат негде нели отворено на друго место. Секако не се регистрирани кај нас во нашата држава и серверите им се далеко од Македонија. Граѓаните единствено што може да се заштитат е пред се колку што може да ги игнорираат ваквите пораки дека лечат било какви, дека нешто лечи било што, заради тоа што тие се измамни и едноставно да ги препознаваат дека се измамни. Малце може би потешко тука е да ги препознаваат, меѓутоа доколку видат вакви пораки, ги отворат и видат многу имиња кои што се задоволни со тој производ или видат некакви доктори дека се, секогаш да бидат предострожни затоа што тоа може да е лажна реклама, да не наседнуваат на овие лажни вести, односно реклами, и особено заради тоа што кога ќе видат натре при порачката дека нема број за откажување, дека едноставно не можат да се откажат во рок од 14 дена од купувањето на производот и дека нема одреден темплейт за откажување, односно одреден формулар за откажување, тие да не наседнуваат на тоа, никако да не купуваат на тој начин, затоа што тие производи се прво не безбедни, не знаеме колку се безбедни, може да остават и некои други последици, дали се креми за лице, дали се за реума, дали се некои лекови кои што воопшто немаат никаков ефект или ако имаат може да биде многу тежок ефектот, како што имаше случај, вие знаете. Така да особено кога се работи за лековити својства, производи кои што лечат, тука многу треба да се внимава, никако да не се наседнува. Дезинформирачките реклами за препарати не беа единствените доминантни за време на пандемијата. Анализата на дезинформациите поврзани со COVID во земјава на фондацијата Фридрих Науман и Метаморфозис покажа дека е неопходно да се гради култура на критичко мислење и општествен диалог на сите нивоа. Анализата, спроведена на 479 антидезинформацијски написи, покажала дека 1/3 од нив е верзија која што кружи низ целиот свет, со главно потекло од САД, Русија и Кина. За жал, медицинските власти често посочуваат дека фактор на смртност е што дел од пациентите бараат медицинска помош предоцна, зашто претходно губеле време со алтернативни пристапи како инхалации или горење темјан, пиење алкохол или гаргара со солена вода, лук или кромит, јадење зеленчуци и тревки. Таквите дезинформации опфаќаат 5% од примерокот, при што дел од нив се однесуваат и на наводно чудесни лекови за други болести, често недостапни локално, верски и магиски ритуали или спраз преку сончање или промена на годишните времења, UV зраците и снегот. Манипулациите со мерките исто така беа застапени за повеќе области. Актуелната ситуација е таква да и покрај моменталната намалена инциденца на COVID и смирувањето на пандемијата струјат антивакцинални дезинформации, кои креираат сомнежи и ги тераат луѓето да не се вакцинираат. И лажно рекламираните лекови и понатаму го окупираат интернет просторот, чекајќи на новиот плен за богата заработувачка. Борбата со COVID-19 дезинформациите продолжува со засилено темпо. Дознаете повеќе на вебсајтот на Критинг.